уживо, почитувани гледачи, добар ден да речам на сите каде што не гледате, не слушате и очекувате оваа емисија со оглед дека ја најавив. Денеска е половина час порано, ќе траеме повеќе, значи се со една цел, бидејќи денеска ми е голема чест и задоволство ми е во секој случај да посветам внимание за една многу наша пријателска државата Романија, која го прославува 90-тиот роден ден од незината независност. Тоа ќе се случи в понеделник, на 1 декември. И ми даде за право тоа да го сторам денеска, в сабота, со оглед дека и репризата ќе биде проследена вечера во околу 23:45 после третите вести, се со една цел да упатиме порака и од нашето студио, од нашата држава, секако и со првиот човек Андријан Константинеско, амбасадорот на Република Романија во Македонија, кој беа прифатил поканата за да дојде во гласот на народот и да говори токму за овој мощне, важен и значаен настан на нашата пријателска држава Романија. Ваша екселенцијо, добро ми дојдовте во студиото. Реков дека во понеделник Романија прослава 90 години или роден ден од независноста. Ми е задоволство да кажете нешто апропо тоа во едни куси црти. Повелете. Да. Vă mulțumesc în primul rând foarte mult pentru invitație. Благодарам многу за поканата. Pentru că este o onoare pentru Затоа што mine, за мене представува pentru чест, ambasadă și за мене и за амбасадата, како и за мојата држава, de a adresa un mesaj да ви испратам една порака и да бидам присутен во вашата емисија. Într-adevăr, luni, Вистина е дека понеделник на 1 декември го прославуваме Националниот ден на Романија. Luni, 1 decembrie 2008, понеделник на 1 декември 2008 година се навршуваат точно 90 години од кога, од 1918 година, Sfatul țării државата, din Basarabia, значи државните органи од Басарабија, care acum este parte din Republica Moldova, која сега представува дел од Република Молдавија. Deci de când atunci au prin Sfatul țării, значи донесоа одлука au hotărât să se unească cu România. Да се здружат со Романија. Până atunci România fusese до тогаш Романија беше составена alcătuită din Moldova și од Valahia, Молдавија и Валахија, care se uniseră în 1859. кои што се здружија во 1959 година. Pe atunci Basarabia era o parte a Imperiului Țarist. Тогаш Басарабија представуваше дел од царската Русија. Cotropită în 1812. Поробена нели во 1912 година. Și deci ruptă din trupul, односно одделена од телото fostei Dacii. од Дачија. În 1918 Basarabia 1918 година Басарабија повторно се врати patria mamă, во својата земја, матична și земја, anume România. односно Романија. În acest fel s-a constituit România Mare. На овој начин се создаде така наречената голема Романија. România care într-un fel sau Романија altul која што на еден или на друг начин acoperea în cea mai mare parte покриваше во најголем дел teritoriul fostei Dacii. значи територијата на Дачија од минатото, Deci revenea, cu alte cuvinte, la hotarele односно со други pe зборови care strămoșii се noștri наврати на тоа што нашите прадедовци constituiseră го создадоа după ocupația romană, по заземањето од страна на римјаните. semințele sau grăunțele sau Може да кажеме дека семето на ова, poporului, culturii și civilizației române. Тоа е семето, односно културата на романската цивилизација. Aceasta este semnificația pentru toți românii oriunde s-ar Ова е afla значењето за сите романци без разлика каде и да се наоѓаат. a zilei de 1 decembrie На 1918, Националниот ден 1 декември, zi care este sfântă în calendarul, ден кој што е свет во календарот, atât calendarul propriu-zis cât și calendarul sentimental како и во обичниот календар, меѓутоа и во сентименталниот календар al tuturor на românilor, сите романци, fie ei în România de azi, каде и да се наоѓаат, односно во денешна fie Романија ei în România de ieri, или Романија од минатото, fie ei în România de mâine. или Романија која што ќе биде во иднина. Јас би замолил да имаме некои слайдови организиравме во Романија кои ќе евоцираат и ќе потврдат за се она што ние што говоревме. Романија е членка на Европското семејство. Од таа дистанца во сегашниот момент како ја доживувате Романија?
România, într-adevăr, după îndelungi eforturi, по долги напори, după îndelungi frustrări, по многу фрустрации, după îndelungi frustrări datorate hotărârii de la што Ialta, произлегува од одлуката која што беше донесена во Јалта, care ne-a impus која ни contra naturii значи која што ни не наведе un comunism de еден вид на tip комунизам sovietic. кој што беше од советски тип. Deci România s-a reintegrat în familia europeană Значи Романија повторно се реинтегрираше во европската фамилија, од која што представуваше дел од секогаш. Și anume, de la 1 Односно, ianuarie од 1 јануари 2007 a 2007 година redevenit membra familiei europene, повторно стана дел од европската фамилија, dat fiindcă de atunci затоа што este membra оттогаш Uniunii и е Europene. дел, односно членка на Европската Унија. Este rezultatul efortului întregului popor Тоа е резултат на напорот од страна на целиот народ și este rezultatul consensului и резултат на еден tuturor forțelor консенс politice на сите консензус на сите политички сили, care, indiferent de o ideologie, кои без разлика на нивната идеологија, de interese, интереси, de animozități, некои несогласувања, да кажеме, au tras România, au успеа да ја воведат Романија spre țelurile Uniunii Europene, кон целите на Европската Унија, spre îndeplinirea condițiilor politice și economice односно кон necesare исполнување на сите политички и економски pentru a услови кои што беа redeveni membra потребни за да familiei, се стане дел deci pentru a повторно deveni од membru al Европската Uniunii Унија. Europene și pentru a beneficia И за да de avantajele користи acestei сите apartenențe. придобивки од ова приклучување. Македонија исто така има една голема траекторија зацртана, а тоа е да влезе што поскоро во НАТО, па во европското семејство. Храбар сум да кажам дека од вашето доаѓање како прв човек на амбасадата, никош не имавте негативна енергија кон Република Македонија. Și încă mi-o păstrez. Значи се уште ја имам таа енергија. Și încă mi-o păstrez, ba din contră, chiar sunt Дури încurajat, напротив, мислам дека sunt сум încurajat chiar мотивиран, să o potențez această значи да energie ја pozitivă, потенцирам оваа позитивна енергија, mai ales în lumina ultimelor dezvoltări din Macedonia, посебно со последните случувања во Република Македонија, în sensul întăririi democrației, во смисла на зацврстувањето на демократијата, mai bunei funcționări a mecanismelor democratice, подобро функционирање на сите механизми на демократијата, mai bunei funcționări a economiei, подобро функционирање на економијата, chiar dacă noi ne aflăm într-o perioadă de criză, иако се наоѓаме сега во еден период на криза. ultimele semnale Последните Арата сигнали дека покажуваат дека економијата, македонијана македонската економија este pe drumul cel bun. е на добар пат. Firește, mai sunt Се condiții de разбира, îndeplinit, постојат услови кои што треба да бидат исполнети, așa cum a fost și cazul în cazul României. како што беше случај и со Романија. Pentru că odată devenit membru al Uniunii Затоа што Europene, еднаш кога ќе станеш член на Европската Унија, nu înseamnă că avem toți не значи că дека avem toate condițiile îndeplinite. дека ги imаме сите услови исполнето. Nu înseamnă că nu mai putem Не значи дека îmbunătăți, не можеме да ги perfecționa подобриме mecanismele noastre сите politice наши și механизми economice. политички и економски. Nu înseamnă că am făcut totul și că Не значи acum дека се имаме направено ne putem culca pe ureche и și дека сега може нели да primi cu brațele да deschise, заспиеме, întinde mâna către ceilalți parteneri ai Uniunii меѓутоа Europene. треба да посегнеме кон другите партнери кои што се во Европската Унија. Dimpotrivă, calitatea de membru presupune atât Значи drepturi, напротив, членството представува и cât și некои obligații. права, меѓутоа и некои обврски. Iar avantajele sunt clare. Но придобивките се многу јасни. 9 miliarde de euro investiții străine 9 милиарди евра инвестирани во текот на една година, 80 de miliarde aproximativ comerț total. 80 милиарди меѓународна трговија во евра, размена, Salariul mediu brut de просечната 500 de плата euro, бруто од pe lună. од прилика 500 евра месечно, inflație ținută sub control, инфлацијата која што е под контрола, circa sub 5%. значи под 5%. Ce să mai vă spun? Што уште да ви кажам, значи серија на придобивки. Și mai presus de toate aș dori să menționez încă o Би сакал уште cifră. да напоменам уште една друга цифра. 32 de miliarde de euro 32 милиарди евра
нерамбурсабиле, кои што не се оданочени и кои што не треба да се враќат din fondurile Uniunii од фондовите на Европската Унија pentru dezvoltarea României за развој на până Романија în 2013. до 2013 година. Наистина импозантно. Тоа значи дека треба што поскоро да се мобилизираме од сите страни, да придонесат нашите пријатели, да го замолат нашиот јужен сосед да престане со тие инфантилни чекори и дефинитивно да се обединиме сите, да речам, да станеме дел од европското семејство. Може ли да очекуваме што поскоро кампања за Македонија и од ваша страна, и од вашите пријатели, да што поскоро се реши овој проблем, кој наистина представува еден детски Din partea noastră deja pornită campanie. Наша страна значи веќе е започната кампања. Și sunt foarte bine încurajat, foarte bine И многу motivat. сум мотивиран. Mai ales după Posebno, cum văd se fac што гледам, foarte multe се eforturi. прават многу напори. De exemplu, ieri Например, вчера am discutat cu viceprim-ministrul разговара со Ivica вице-премиерот Ивица Боцевски și am fost impresionat и бев импресиониран de atașamentul од și de неговата решителност cu care dânsul și со која echipa господинот sa и со неговата екипа lucrează работи pentru asigurarea condițiilor pentru за aderarea обезбедување на сите услови потребни за влез во Европската Și noi Унија. suntem convinși că în cel Ние mai сме scurt убедени timp дека во најкраток можен рок Macedonia va primi Македонија o ќе dată de прими începere a negocierilor дата за започнување на преговорите cu condiția și sperăm că va fi со услови, се надам дека ќе се услов да биде исполнета сите кондиции. desfășurării corespunzătoare a alegerilor din primăvară. Нели, односно како кондиција фери демократски избори ова Și a есен rezolvării cât mai rapide a chestiunilor privind buna и vecinătate решавање на проблемите cu кои што се diverse țări однесуваат din на zonă. добрососедските односи со најразлични земји од оваа Pe зона. ansamblu, deci sunt foarte optimist și Значи, așteptăm во cu целина јас сум nerăbdare многу оптимист să и со нетрпение conlucrăm очекувам cu да се Macedonia, работуваме marea со familia Македонија Uniunii во склоп на големата европска фамилија. Ваше екселенцијо, едната недела почетокот понеделник ќе почна еден голем спортски настан. Јас се надам дека и господин Маријан Кацу, тоа е председател на на ракометната федерација, ќе биде задоволство да поканам во Гласот на народот заедно со неговите колеги од другите држави, ќе се дружиме, ќе говориме за спортот. Се надам дека тоа дружење ќе помогне околу кампањата за Македонија, дека Македонија е држава која знае да промовира добри вредности и позитивни вредности, како што ќе биде спортскиот настан. Sunt convins că sportul Убеден дека спортот mai aproape popoarele. ги зближува народите. Amintiți-vă numai de așa Сетете се на politica ping-pongului între China și Statele Unite. Сетете се на политиката помеѓу Кина и Америка, пинг-понг политика. Păstrând proporție, nu e cazul acest. Може би според пропорцијата не е еднаква. Меѓутоа, ете ќе се сетиме колку е битен спортот за односите помеѓу две држави. Така. Вашата порака до сите сограѓани, романци, каде да се во светот, вашите пријатели македонци, сите кои треба заедно да го прославиме со вас 1 декември, денот на независноста на Романија. Повеле. Да. Dragi prieteni, драги пријатели, români de unde драги романци, од каде да се наоѓате, dragi prieteni macedoneni, драги пријатели македонци, dragi prieteni a români, драги пријатели власи, vă adresez calda felicitare cu ви privire упатувам топла cu честитка prilejul по повод cu prilejul aniversării a 90 de ani de la прославувањето 90 години од создавањето României Mari, на голема la Романија 1 decembrie на 1 декември 1980 година. important pentru Тоа е noi, еден момент многу битен за нас. este un moment de festivitate, Тоа е еден момент за славење, este un moment de sărbătorire, момент кој што треба да се прослави, așa că să ne bucurăm така да împreună. сите заедно да се радуваме. Trăiască România, Да живее Романија, trăiască Macedonia, да живее Македонија, trăiască prietenia да живее între România și пријателството Macedonia. помеѓу Романија и Македонија. За многу години нека вие со среќи и за многу години денот на независноста. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Почитувани, еве, овој дел ние ќе го поздравиме амбасадорот и уште еднаш големи честитки за сите наши пријатели од Романија, каде да се во светот, апропо 90-тиот роден ден од денот на независноста. Ние одиме со джинглот и рекламите, се враќаме повторно во студиото, каде што ги очекувам вашите јавувања, бидејќи денеска се токму тоа што велам на срце ми лежи, на срце ми тежи. Повелете, јавувајте се во вашиот форум, во вашиот народен парламент. Останете со нас.
Она што не можете да го видите на ниедно друго место. Нова филмска генерација. Сите филмови од поновата македонска продукција собрани на едно место. Единствено на фреквенцијата на македонската телевизија. Само за вас. Вечер на македонскиот игран филм. Македонски филмови на македонската телевизија. Затоа што е македонско. Најбрзо до чоколаден тен на најновиот Мегасан Солариум. Во амбиент на музика, гласкоеве води и водена прашина. Само во центарот за убавина Афродита С. Би сакал да бидеме приклучени на легален приклучок. Ако поради која било причина вашиот приклучок не е регистриран во нашиот систем, легализирајте го вашиот приклучок без дополнителни правни мерки со пријавување во најблискиот кориснички енергоцентар или на 0890 12345. Ева на Македонија, секогаш тука за вас. Најнапред благодарам на госпоѓата Маја Андоновска, која беше кореспондент и успешно го преведе ова интервју. Видовте, почитувани, дека пријатели се градат, пријатели се бараат, пријатели се создаваат. Мораме што поскоро. Го слушнавте амбасадорот, неговата екселенција, дека вели кампањата започна. Работат 100 на час. Видовте кои се придобивките од Европската Унија. Видовте што значат цифрите. Видовте која е финансиската придобивка докога бидеме членки на Европската Унија и НАТО, со оглед дека навистина тоа доколку бидеме со вистинското достоинство влезени во ова не по секоја цена. Но како и да е, се надам дека сепак рацијото ќе провладува од сите страни и со една хепи енд ќе речам да се случи тој момент Македонија да биде дел од европското семејство, впрочем каде што му и припаѓа. Вашата емисија денеска, почитувани, би ја насловил во повеќе формати. По еден формат, тоа е на срце ми лежи, на срце ми тежи, но еве да речам со неколку предлози. Ми даде за право, почитувани, дека ние секогаш имаме, се реагираме во 12:05, сега токму 5 до 12. Да, верували 5 до 12. И видам дека е време да ви поставам едно прашање каков претседател сакате. Како сака да изгледа претседател на Македонија? Како го замислите? Кој сакате да ви биде за претседател на Македонија? Ова прашање никој не го поставува, велам дека некој се натура или се сервира како готов производ, а после доаѓа, богами, и лош залак, тешко сварлив или како кнедла ви останува во грлото, че се согласите со мене. Па ова јавно мислење се дефинира врз основа на ваквата ситуација, кога го слушаме вашиот глас, вашиот став. Исто така тука сакам да го слушам вашиот став за и околу правото на остварувањето на просветните работници, што навистина јас ги почитувам, но велам, дали секогаш мора да се реагира? Или дали треба да се биде она лов во матно? Рибарите одат да ловат, меѓутоа велам, не сум рибар. Меѓутоа не е толку среќно ако во матно одат да ловат. Тоа нема некојаш богат род. Дали на Македонија треба лов на матно? Во матно го слушнавме амбасадорот на неговата екселенција кој даде позитивна оценка. И дали треба сега кога целиот свет да има главоболка, ние уште поголема да си создаваме. Повелете, кој се јавува? Добра вечер, односно добар ден. Да, Васко, добар ден. Господин Томич, празна раница не чува граница. Тоа сакам да кажам дека сите имаат за јадење, да речеме 3.500 денари, просветните работници имаат 2.000 денари за јадење, за хранарина. Сите се возат во автобуси, имаат, што јас знам, 3.000 денари, ови имаат 1.500 денари. Добро. Значи, математиките некој ги измешал, лончињата ги измешал. Тоа се за 40 или 30.000 вработени. Не сакам да оправдувам или да негирам некој со математика што се бави, слабо изгледа му иде математиката. Добро, со Васко, јас нема да коментирам, вие имате право, вие сте денеска главниот носител, народот е носител, да. Но некој ще си дозволам за право малце да појаснам. Дали сега на Македонија и требаат вакви
вакви тензични ситуации или само ја пак ќе речам, верували или не, имам голем број пријатели, професори, поим и многу растеглив поим. Научни работници, значи и сите ние имаме голем број такви пријатели, но не се има и други вработени во сопранскиот сектор. Што би се случило кога ќе реагират и другите? И каде оди Македонија? Времето е многу растеглив поим. Значи Македонија се растегнува 20 години и дали времето сега било за тужба или пред 20 години, ама тоа е ирелевантно. Ама сега светот има голем проблем, економски колапс. Светот, знаеш зошто има проблем? 700 милиарди долари даде тој да се пополни на оружјање во Америка, после еден ден објавува геп во дупката во буџетот дека му фалат 700 милиарди долари, ајде дајте од цел свет, а русите со 30 милиарди долари пополнија на оружјање. Пази, па тоа уопште не го примети ни еден новинар. Да,